Се подготуваме јас и Цеца во кујната. Денеска нема да биде пиело, ќе биде нешто кое што е почесто знаеме да го правиме и освежително за наутро, така една мала закуска или мини појадок, ако може да кажеме. Она кое што ни е, да речеме, омилено, шумското овошје, овисните снеголки, банана и грчки јогурт и нешто што во пракса и често, па и лесно се прави. И нашето утринско будење, нели, секојдневно со различни личности, оние кои што веројатно исте ги виделе во нашето студио, но и за кои што имаат своји различни утрински ритуали, па така и денеска имаме еден интересен лик и добро познати на нашите гледачи, особено оние кои што сакаат вкусни коктели, а тоа е Ѓорги Симјановски. Ѓорги, добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро, како сте, добри? Ние сме одлично, Ѓорги, а можеме да забележиме дека и ти си прилично во движење, убаво ведро утро, па го користиш, заминуваш вака порано на работа или по некои други обврски? Па секогаш, моите утра, кога е вака ладно, почнуваат со будењето, нели секако. И да не заборавам, мојот најомилен дел од утрото е носењето на мојата ќерка на училиште. Бидејќи тоа ме прави многу среќен. Кога е малку потопло, имаме други активности, малце повеќе по физички активности, да речам. Одењето по кеј, трчањето по кеј, малце поинаку го почнувам утрото кога е потопло. Сега бидејќи е ладно. Да, каде си во моментов? Каде си утринава? Каде шеташ? Сега во моментов сум во Ново Лисиче. Така да. Како е таму, дали е раздвижено, дали има и други луѓе во овој момент кои што можеби ги користат овие рани утрински часови, чистиот воздух кој што во моментов мислам дека го имаме. Да. Не знам како ите во Ново Лисиче, бидејќи важи за една од позагадените населби, меѓутоа мислам дека генерално е чисто утринава насекаде. Да, многу е почист воздухот утринава за разлика од претходните денови кога беше навистина дури тешко да се дише, ајде така да кажам, бидејќи оној воздух и оној ветер кој што го имаше од текот на ноќта, бидејќи јас ноќеска се враќав некаде околу 1 часот од работа. Така да малце по-чисто и поубаво за дишење и сега кога ја ностоп се шегувам со сопругата кога одиме на работа, сега имаме милион пиксели денеска ова утро, така да фино е. Така е, Ѓорги, бидејќи спомена дека ноќта, односно денот тебе ти трае долго, ти започнува рано денот, а го завршуваш негдека во 1 часот по полноќ, па верувам дур легнеш да спиеш, тоа е уште подолго. Но тоа е еден биоритам или темпо на кој што веројатно си имаш навикната со оглед на твојата професија и она кое што го бара или истата. И сега ако зборуваме за утрото и кажа дека омилен дел од утрото ти е носењето на твојата ќеркичка на училиште и поминување така време со неа за старт на денот, што друго е утрински ритуал? Дали како човек кој што ја работи оваа професија, како бармен, денот, односно утрото го почнуваш малку порелаксирано, да речеме, со некој утрински пиело, кој што може само бармен да си го направи, а во комбинација со можеби кафе. Да, убаво би било, нели, утрата да можеме како бармени да ги почнуваме со пиелуците кои што ги подготвуваме, меѓутоа тоа би било неодговорно. Ајде, јас моето утро го почнувам секогаш со шолја кафе. Сега во последно време за шолја кафе за мене ми е зелениот чај. Малце поинако, бидејќи, нели, со текот на годините ние како луѓе ги менуваме навиките. Така да после тоа почнува денот, еве денеска за денешниот ден ќе кажам. Значи станувам наутро, пијам шолја кафе, се будиме. Со сопругата, со ќерката, се спремаме за на училиште, сопругата се спрема за на работа. Јас ја носам ќерката во училиште, се враќам до дома. Ја носам сопругата на работа и ми почнува денот со тоа што во 9 часот веќе во училиштето за бармени имаме предавање, имаме нова група на бармени кои што сакаат, нели, да ја учат нашата професија и ние сме тука за нив преку Bar Evolution. После тоа денот продолжува со некој работен состанок сигурно. И ете денеска на пример сум слободен, ќе го искористам денот да сготвам нешто вкусно за дома и да гледаме сигурно некој убав филм, а иначе во просек денот ми почнува некаде 5:36, па завршува до 1 часот и тоа е секогаш многу активен
Многу активен ден. Според ова што го кажува Ѓорги, навистина малку часови поминуваш во сон. И тоа што спомена и Ива, наверојатно тој еден биоритам на кој што полека се навикнуваш. Дали е тешко да се стане во порани утрински часови затоа што сепак си утрински човек? Или немаш проблем со станување? Не, јас искрено да бидам точно тоа е навика и тоа е биоритам. Многу луѓе многу често кога им кажам дека јас можам да функционирам со 4 до 5 сати спиење, дека тоа не ми претставува никаков проблем, сето тоа е навика. И наискрено мислам дека ние како луѓе, ајде ќе генерализирам, почнуваме да стануваме малце мрзливи во однос за себе и многу малку внимание посветуваме и на менталната и на физичката активност, односно колку можеме, нели, бараме изговори за да не вежбаме, да не трчаме, да не одиме, не знам, во теретана, а сето тоа ни носи еден многу голем плюс или ајде да не речам подолги години на живота. Конкретно за нашава професија, неспиењето може да представува проблем, меѓутоа јас во текот на годините се имам навикната и не ми представува проблем. Раното станување ми е баш онака добар старт. Не знам, некогаш кога ќе станам подоцна ми е многу тешко да ми почне денот, дури можеби еден час ми треба да го разбудам организмот. Да, оние кои што се навистина се ранобуци, се сложуваат дека утрата полека стануваат нивниот омилен дел од денот, бидејќи навистина има нешто посебно во тие мирни утрински мигови. А во тие сме јас и Цеца, кои што се сложуваат. Да потврдиме, да. Со ова кој што го кажа. Ѓорги, има ли некои новитети во Сдруженијето на бармени, бидејќи примаку ја спомена школата, има се поголем интерес на млади луѓе кои што сакаат да бидат бармени и наоѓаат нели задоволство во оваа ваша професија? Да, има многу нови работи. Со академијата работиме постојано. Од тие новите работи има, значи, го спремаме државното првенство за бармени, каде што победникот оваа година оди во Колумбија. И секако да не заборавиме 12 и 13 мај. Скопје Бар Шоу, нешто што Скопје го доби прошлата година и оваа година продолжуваме во низа да го одржиме настанот онака каде што треба, каде што луѓето од гостителскиот бизнис имаат можност бадина во хотел Мериот да видат што е актуелно, кои алкохоли се користат, кои чаши можат да ги одберат. Ке имаме доста активности, ке имаме доста семинари, ке биде интересно. Оставам да видат. Ете малце еден тизер им направивме, дека не пратат на социјалните мрежи како може, што може и како може да се дојде, нели, на Скопје Бар Шоу. Ветуваме дека ќе си поминат одлично и ќе биде интересно. На Скопје му треба едно вакво бар шоу и за тоа сме сведоци ако се осврнеме на тоа како тоа се реализираше и колку интерес пројави всушност минатата организација, поточно минатата година и она кое што е добра вест е дека се организира оваа година и дека со надеж тоа ќе продолжи така и во континуитет, заради тоа што навистина недостасува такво нешто и се гледа потребата кај луѓето од сето тоа. Тука е не само нели забавата и дружењето со луѓето, туку и да видиме како всушност изгледа работата на бармените, при тоа ако сакаме нешто да научиме и да го погледнеме тоа од еден поинаков аспект. Но оние кои што сакаат професионално да се занимаваат со барменство, се разбира советите и учењето го наоѓаат или го бараат токму во академијата. Пред да те поздравиме, Ѓорги, само малку за функционирањето на оваа академија, за оние кои што можеби не следат, кои што имаат желба и нешто што е така ќе биде како информација за тоа кој се може да биде дел од оваа академија. Може секој да биде, секој кој што се сака или е заинтересиран за оваа професија или ајде тоа што короната не научи додека беше. Сите станавме дома бармени бидејќи моравме да седиме дома и единственото нешто што ни преостана беше нели да уживаме во алкохолот и подготвувањето на храна. Секој може, немаме ние никакви ограничувања, тоа е добро кај нашата професија, бидејќи работното место ви е онаму каде што сакате вие, нели? Во барот, во некој кој што вие ќе го одберете или каде што ќе ви биде убаво за работа, а академијата може да ја посетат или може да не најдат преку Bar Evolution Academy или преку Сдруженијето на бармени на Република Македонија, бидејќи училиштето за бармени или бар академијата е поврзана со Сдруженијето. Тоа што е многу важно да напоменам дека нашите дипломи, односно сертификатите кои што ги даваме, се сертифицирани директно од Светската бар асоцијација и доаѓаат директно од Сингапур на нивната домашна адреса.
како потврда дека го завршиле основниот курс за бармени. Убаво е да знаат дека добиваат многу, односно добиваат знаење и добиваат одредени вештини кои што се стекнуваат при самата обука за бармени. И може да кажам дека сме во Македонија единствените кои што го прават тоа, бидејќи сме светски акредитирани. Да, и тоа многу пати сме го споменали во нашата кујна и сега само за крај ќе кажеме дека кога ќе заврши државното првенство, ќе се обезбедите со добри видеоматеријали и помеѓу, значи, од кога ќе заврши државното првенство, додека да отидете на светско и пред бар шоу, ќе не дојдете тука во кујната да можеме тоа убаво во детали да го представиме, да информираме нели за сето тоа кое што е актуелно, бидејќи ние во Чекор ја пратиме вашата работа и вашите коктели. Ви благодарам многу за тоа и ти благодарам затоа што ова утро можеби го започнавме на заеднички начин. Ветувам дека после државното првенство и ќе се сретнеме и ќе подготвиме сигурно нешто вкусно, точно онака да ја пречекаме убаво пролета и да му кажеме добро дојде на летото. Така е, така е. Само Ѓорги, пред да ти кажеме чао, бидејќи спомена денес си малку послободен, ти ќе готвиш денес ручак, што ќе биде на менито за сопругата и за ќерката? Па морам да признам дека на сопругата најомилено јадење се полнети пиперки исто како и на ќерката, така да јас обожавам да готвам, особено традиционална македонска храна. По мене мислам дека готвењето е, знаете како велат дека преку срцето на секој маж се доаѓа преку храната, јас велам дека преку срцето на секоја жена се доаѓа преку храната. Па така е, да, зошто да не. Само знаеш што, бидејќи си добар и во кујната, следен пат кога ќе ни дојдете тука нема да бидат само коктели, еве да осмислиш нешто и од овие традиционалните, може? Договорени сега. Те договоривме. Да, одлично Ѓорги, ти благодариме што ете ова утро се вклучи, направивме заедно едно утринско будење со нас и со нашите гледачи и ги информиравме за сите новитети кај вас. А следно се гледаме во студио со останатите нови информации кои што ќе пристигнуваат и успешни верувам, особено за оној кој што ќе отиде во Колумбија на светското првенство. Поздрав Ѓорги, убав ден. Поздрав, убав ден, чао, чао. Чао. Продолжуваме ние со нашето. Ние со остатокот од нашиот оброк, овисните снеголки, грчкиот јогурт, банана. Па ќе ја направи или не? Не ја направи истата грешка. Претходно беа најдолу овисните снеголки, па беше малку потешко да така се беше, сблендираат. ама тие ако ги ставам се вака, и кој ќе се преврти ова, пак ќе бидат најдолу, значи. Не се грижи, малку и водичка и ќе биде секако што треба. Да. Сам малку фобија дека имаме од нашиот блендер, ама ништо страшно, да се навикнуваме. Да. Да, Ѓорги убаво сподели денеска што ќе готви во неговата кујна. Полнети но со оглед пиперки. на тоа што и тада бил тука во студиото и вообичаено сме го гледале со нели најразлични коктел решенија. Да. Или понуди. Би сакала и да го погледне, да видиме како еден македонски маж готви македонска традиционална храна, да биде тоа пример дека и многу други треба да го прават, затоа што се мислам дека почесто се соочуваме со мажи кои што не толку добро се снаоѓаат во кујната. Што мислиш, Ивана? Дури некогаш ми изненадува што можеби не толку се снаоѓаат, но се зголемува желбата да се обидат, па и да бидат упорни за оние кои што сакаат. Се тоа желба, нели, и прашање на избор, ама како вели Ѓорги, како преку срцето на мажот преку храната, така и жената. Така е. И ова е нашиот избор за добар старт на денот, кој што има убава освежителна боја, нешто што сакаме да не освежи, нешто што е добро дојдено во овој период. За витамин С, сите знаеме, не мора да повторуваме, особено во сезона на грип и различни вируси, па шумското овошје како еден од првите избори, во комбинација со на кое што ви е друго омилено. Јас и Цеца, денеска, со нашето омилено.